Гладни, ненаспани и изложени на тортура и предаства, не го штеделе својот живот, ниту се плашеле од бугарските, италијанските и германските окупаторски војски, врз кои отвориле оган на 11 октомври 1941-та. Патишествијата и страдањата кои ги преживеале, ги раскажале на своите поколенија. Тие млади луѓе, кои не ги жалеле своите животи, биле изложени се на тортура, и на домашни непријатели предавници, кои морале да се кријат од нив, затоа што окупаторот имал и овде своји луѓе кои учествувале, ги предавале, им ги кажувале акциите кои треба да ги спроведат и така. Тој живот бил многу тежок. Тие доживување на тие млади луѓе, кажано, биле многу храбри, херојски, затоа и она се прогласени народни херои. Рафалите во Прилеп и Куманово одекнуваат 80 години низ времето, а со себе ја носат пораката дека револтот на предците бил од децениското угнетување, а одлуката да се впуштат во војна против фашистичките окупатори бил со една единствена цел, цитира Буровски, сеќавање од неговиот татко првоборец. Значи, ние стално сме биле починети тука, не сме имали ни собствени добри презимија, почнувале на некој ич, ов, и затоа се понесле тие од тоа да прават собствена држава, свој мајчин јазик, да имат своји школи, своја држава со сите атрибути, своја власт, своја правда, своји универзитети и слично. По 80 години од почетокот на антифашистичката борба во Македонија за 110.000-ната војска слободумни борци сведочат 25.000 знајни и незнајни гробови, 1100 споменици и обележја, заради кое е невозможно да се прави историски ревизионизам, порача председателот на државата Стево Пендаровски од споменикот во могила Битола, положувајќи свежо цвеќе со наклон за загинатите борци. Сите тие објекти до еден ја праќаат истата порака. Запомнете и не заборавајте за што се боревме, бидејќи вашата слобода ја плативме со нашите животи. Темелите на оваа држава се и линденски и антифашистички, и оној момент кога тоа би го заборавиле, тогаш самите би работеле на уривање на единственото место на светот, кое можеме да го наречеме свој дом. Исковските првоборци добија цвеќе, почести и пригодни зборови. За нивната пожртвуваност почит одаде и првиот вице-премиер Артан Груби, истакнувајќи дека нивните заложби денеска се исполнуваат со модерна, правична и мултиетничка држава. Се сеќаваме на моментите од историјата што ги зближија народите да дејствуваат во служба на праведни цели за заштита на најскапоцената вредност на секој народ – слободата. Благодарност и благодарение на таа одлучност и храброст, оваа земја наша ја преживеа заканувачката бура на отуѓување и продолжи по патот да стане она што е денес, земја со демократски вредности, членка на НАТО и на пат кон Европската Унија. Денеска подржувачите и следбениците на борците согласни се дека граѓаните на оваа територија имале потреба од слобода, се соочиле со фашистички окупатор кој се представил како ослободител, но и идеја за заедничка и независна држава на сите граѓани кои живеат тука. Сојузот на борци смета дека борбата не е завршена, но дека земјата не се интегрира во Европската Унија, токму кај земјите од каде што дошол фашизмот, но тие земји ја научиле лекцијата. Затоа што таму слободно можеме да кажеме: ние сме македонци со свое минато, сегашност и иднина. Ние сме држава во која се почитуваат правата и слободите на сите граѓани, без оглед на националната и верската припадност.